Тиркизот, кој што е една прекрасна боја, на кој што на сите нас ни е многу добро позната, морате да се согласите со мене дека има навистина многу убава боја. Ќе разговараме денеска токму за оваа боја, токму и за овој камен. Каменот се вика тиркиз и покрај него ќе разговараме и за останатите скапоцени камења и за специфичностите на нивните бои, како ги добиваат скапоцените камења своите бои. Со мене во студиото е господинот Дејан Шкартов, кој што ќе ни помогне во разговорот. Господине Дејан, добро ни дојдовте повторно во студиото. Драго ни што сте наш гост и ништо ќе можеме да поразговараме и на оваа убава тема. Добар ден, добро ве нашол и ви благодарам уште еднаш што уште едно мало светло парченце од волшебниот свет на скапоцените камења и на природните минерали и кристали ќе пренесеме на гледачите. На гледачите, така. Ајде на почетокот рековме дека ќе разговараме нели за боите на камењата. Од што зависи нивната боја? Па зависи од првенствено од нивната хемиска конфигурација, од нивната структура и од хемискиот состав. Тоа што е можеби најфасцинантната карактеристика на минералите и на скапоцените камења е всушност можеби и првото сетило, првиот ефект по кој човекот ги перцепира и ги спознава, тоа е секако нивната боја. Значи, почнавте со најавата со бојата на тиркизот, така. Бојата на отвореното небо, на широчината на небото, бојата на отворениот простор, можеби некогаш и на плаветнилото на дневната светлина над морето. Тоа е се нешто што се елементи кои од секогаш кај луѓето символизирале отвореност, прочистување, неутрализација на темната страна на состојбите на животот, на темните мисли, можеби. Заради тоа и нивното значење, и нивната символика, и нивната употреба во обредните или во исцелителните ритуали. Како што рековме, тоа е една голема област, едно комплексно прашање и комплексна област на истражување и првенствено би требало во основа да се каже дека има два типа на бои или на причини за појавата на одредени бои кај кристалите. Првата е она што ја спомнавме на почетокот, тоа е присуството на хемиски елементи во хемиската структура или во емпириската формула на еден скапоцен камен, а вториот ефект за појава на бојата е тој, како да кажеме, посреден, кој не е резултат на хемиската структура и на хемиските елементи, туку тој е резултат на рефлексијата на пластовите на одредени ламеларни кристални структури или појави, или одредени дефекти, како што може да бидат пукнатини или перфорации или баш некакви пори во кристалите кои од внатрешноста ви можеле да ја рефлектираат светлината. Овој ефект е најочигледен например, кај опалот. Сите знаеме дека опалот е еден од најпознатите скапоцени камења, можеби и еден од највредните, бидејќи австралиските опали постигнуваат мощни високи цени на пазарот на скапоцените камења. Потоа кај лабрадоритот, или дури едно од имињата на лабрадоритот е и спектролит, затоа што тој го дава спектарот на светлината. Зошто? Практично, принципот е оно ист како кај виножитото. Ако во атмосферата врнело дожд, меѓу сјајот на сонцето или како беше она во физиката, во оптиката, учевме дека сончевите зраци се одбиваат од
топчињата водена пареа во воздухот. И сега, бидејќи се тие закривени, одредени прекршувања на белата светлина настанува и тоа може да се, тоа резултира со појава на спектарот на светлината. Некогаш тоа го имаме приметено, можеби кога сме прскале, кога сме переле теписи пред зграда или колата, на како прснете, да го распрснете млазот на водата во ситни капкички, ако се свртете под одредена позиција, може да видите дека се создава токму ефект на виножитото во капкичките. Сличен е и примерот со обработката на продзирните скапоцени камења, еве да кажеме кај диамантот, кој е безбоен скапоцен камен, но брусењето на оние така наречени фасети или површини на брусење, кои практично треба да бидат, да дадат ефект на огледало, ефект на рефлексија на светлината под одредени агли, и затоа разложувајќи и рефлектирајќи светлината, тие го даваат тој фантастичен, моќен, силен зрак со практично со прикажување на целиот спектар на виножитот. И тоа е можеби еден од основните моменти, квалитети по кои можеби рубинот би можел да се односно рубинот, па ја нон-стоп секојдневно го збора македонскиот рубин, значи по кој диамантот може да се разликува од неговите имитации, како што е, например, широко распространетиот циркон. Или синтетички кристал. Секогаш ако видите еден диамант и еден циркон, синтетички, ако ги ставите еден покрај друг, иако е овој многу верна имитација на диамантот, секогаш ќе видите дека кај диамантот се поприсатни ефектите, деловите од спектарот на виножитото, отколку кај цирконот кој е повеќе бел. Исто така и кај горскиот кристал, кој е обработен. Така. Можеме ли да кажеме како се создава тиркизот? Па да, тиркизот е еден камен, односно минерал, или скапоцен камен, кој се создава како што се создаваат и сите останати минерали од неговата група, под дејство на сите сили во празнините на земјината кора, каде што преовладуваат елементите од кои тој е изграден. Како се создава неговата боја, обично се вели дека сината боја кај тиркизот се должи на присуството на фосфор во неговата хемиска формула, во неговото соединение. Тој во случајот на тазе пронајдениот тиркиз и избрусен тиркиз ја дава токму таа позната и фамозна небесно сина боја, како парчињата кои ги имаме тука во студиото, која е една од најраспространетите на пазарот на накит, односно на пазарот на ефтин накит, бидејќи можеме да кажеме, како што во претходната епизода и спомнавме, дека е еден од најчесто имитираните скапоцени камења. Значи, пластики, имитации, дури и камчиња кои се порозни, кои наликуваат на тиркизот, кои убаво ја примаат бојата која им се додава со различни загревања или реагирања со одредени хемиски соединенија. И еден од неговите, бидејќи тиркизот спаѓа во тие понежните, помеките скапоцени камења, тој често е подложен на оксидација, кога фосфорот, бидејќи е прилично реактивен и прилично нестабилен во тоа соединение, тежне е да се оксидира и така полека да добива, да почне да мутира кон зелени нијанси на тиркизното, и од таму оние стари и поевтини тиркизи, кои со тек на време оксидирале, па од каде што е изведена оној синоним на тиркизно зелено. Практично на тиркизно зелено не е вистинската боја на тиркиз, на најквалитетниот тиркиз. Вистинскиот тиркиз треба да е небесно син. И така. И овие пониските класи на тиркизот се попорозни и обично тие што доаѓаат од Кина, иако се природни, се така некако зеленикави.
Така. Кај кои камења, кои бои ги поседуваат? Можеме ли да го образложиме тоа? Да. Еве, вториот кој мораме да го споменеме по тиркизот од групата на сините камења е лазуритот. Лапизлацули, еве едно парченце кој е само еден обичен пресек, го држам јас во раците и тоа е она кралска сина боја. Не знам дали камерата може да го фати. Така. Значи, синото на ноќното небо, синото на кралската одора и одежда и синото кое е служило да се произведе најскапата боја во историјата на човештвото, барем во минатите векови, а сега колегите од факултетот за ликовна уместност, така кога ќе не посетат, ќе речат, леле, се уште вика во најквалитетните бои кои ги купуваат за фреските или за сликите од Германија, велат дека тие кои се приготвени со мелење, значи со брашнарење, тиркизот се меле, односно лазуритот се меле на толку ситни прашести агрегатчиња, да тој ја дава онаа мастилјаво сина боја. Значи, лазурит или лазурно сино е синоним, стандард во, мислам, во во номинацијата на боите. И тоа е исто така еден. Практично, оние бои, тоа ми го кажа колешката Венета Илјоска, која е еден наш близок пријател и надворешен соработник, таа е историчар на уметноста и етнолог и таа ми кажа всушност најретките бои во историјата на човештвото и најтешки за наоѓање, токму заради тоа што биле добивани со мелење на скапоцени камења, биле сината, кралската сина и црвената. Бидејќи црвената боја ја нема толку многу во природата. Да. Црвени се рубините, висококвалитетните скапоценни, некогаш коралите и лазурната сина боја. Додека, ако се сеќавате на оние атмосфери кај што е рајата, кај што се ниските слоеви општеството, обично феудализмот, што се сега бои кои се промовираат со овие нови тенденции на еколошки средини, така бидејќи во синтетичкото производство на видео и на фотографии, така секогаш особено комерцијалната продукција на фотографии и на видео, тука се сатурираат до високи граници контрастите на боите и тие се презаситуваат за да бидат попривлечни за окото на човекот. А практично во природата преовладуваат кафено, жолтеникаво, кафено оние на глината, на јутата, значи природните минерали најчесто, како што например бојата од корите на оревите се користи да се вапца, да се фарба волната и тогаш таа добива на селско кафено, но многу квалитетна боја. Значи рековме лазуритот и кај сините, да не заборавиме да ги спомениме маринското, односно морското сино кај кај аквамаринот, кој може да биде многу слично и кај топазите, кај сините топази. Иако топазите може да имат и зачадена боја и златно-розевикаво жолта боја. Одиме кај и нормално сафирот, кој го има она индиго темно сино, кој е резултат, мислам, на присуството на да не сгрешам. Може да се види на интернет. Так. Ваши. Добро. Господине Дејан, ќе проговориме малку за полихромната рефлексија кај опалот. Ето е токму она што го наговестивме. Значи, уште еднаш да повториме дека бојата може да биде активна, да биде резултат на присуството на хемиски елементи кои ја даваат таа нијанса. Рековме кај тиркизот фосфорот, кај македонскиот рубин розевата боја произлегува од присуството на хром. Така. Кај сината боја може да биде исто така хром или кобалт. Кај зелената боја може да биде присуството на бакар, кој ако се оксидира дава
зелена боја, додека полихромната рефлексија е токму имперфекциите во кристалната структура, во кристалната структура на минералот на опалот. Опалот некогаш може да биде млечно бел со низок коефициент на рефлексии на најчесто зеленикаво, многу интересна зелена боја. Так. Но доколку кај него преовладува портокалова црвената нијанса од спектарот, тогаш тој се вика огнен опал. Најчесто произлегуваат едно големо светско наоѓалиште се депозитите на опал во Мексико. Но највисока вредност има кога кај него преовладуваат што повеќе бои од спектарот. И така може би еден од најскапите варијатети на опалот, така наречен арлекин опал, е оној кој е на темна подлога на матрицата, на која како светкави ефекти се појавуваат рефлексии на што повеќе бои од спектарот. Значи мора да има сината, мора да има црвената, жолтата, зелената и евентуално розеникава. Исто така спектролитот, лабрадоритот, кој што на таква темна, неугледна основа, кога ќе го свртите под само одреден агол, се рефлектира онаа убава златесто жолта или сино небесна боја, која практично велат дека го прочистува се она што се насобрало во нашата подсвест. Така. Кој е, можеме ли да кажеме, кој е најреткиот дијамант? Да се навратиме на дијамантите. Да, па велат дека, односно, нека кажеме прво дека дијамантот е безбоен, скапоцен камен, барем висококвалитетниот и најчесто промовираниот дијамант, иако еве и тука во студиото носиме едно дијамантче од Конго, кое е со некаква мрко окер боја, кој е неатрактивен за јувелирскиот пазар, затоа и можевме да си дозволиме да го имаме во нашата колекција, но е атрактивен само затоа што е дијамант. Велат дека кај дијамантот, бидејќи тој е нешто слично како горскиот кристал, представник на безбојните камења, значи кај него треба да има отсуство на примеси, да биде што попродзирен и со тоа да дава што поголем коефициент на чиста рефлексија на светлината. Но, не знам дали гледачите знаат, тој куриозитет често си го зборуваме со господин Ангел, кој е голем пасиониран проучувач на дијамантите, се има прочитано задниве години што пишува за дијамантите, така да тој ни еден од советниците за најновите ефекти и тој ни рече дека всушност најредок е црвениот дијамант. Значи, постоеле и црвени дијаманти, дијаманти постојат и со сина варијант, но тие се многу ретки. Велат дека 2, 3, 4 каратен дијамант со црвена боја, кој е многу редок, вредел по неколку милиони долари или евро. Значи, тоа е најреткиот, нормално, повторно, благодарение на одредени примеси хемиски кои се во неговата структура. Нормално постојат и црни дијаманти и вакви дијаманти како овој што го спомнав јас, кои го имаме и ние во колекцијата, кои се исто така неугледни по својата боја. Добро, црните дијаманти се интересни, затоа што дијамантот самиот заради својата цврстина и кондензација, односно компензација тврдина, тој тешко се обработува, но неговиот сјај, дијамантскиот сјај е најпознатиот сјај, најсилна рефлексија дава и иако тој е црн, сепак е атрактивен затоа што е дијамант. Така. Кои се боите на македонските кристали? Македонските кристали веќе почнуваат да представуваат еден значаен и доста актуелен предмет на дискусија и на интерес. И меѓу нас кои сме професионалци во секторот и на јавноста, затоа што овие теми се прилично забавни, а откривањето на македонските ресурси, македонските елементи на промоција и на создавање економија е исто така многу важен фактор.
една од најважните, сега во тек е една наша речерка, едно наше истражување, кое би требало, чива цел ќе биде создавање на еден спектар, односно на една комбинација на боите, кое би покажало дека ги имаме сите бои на виножитото или сите чакри, така да кажам. Така да, ако почнеме од црниот оникс, кој не е баш редок во Македонија го има, или црниот обсидијан, потоа јасписите кои се со црвено обојување, по јасписите би требало да дојдат некои опали од чешиново, блешево, кои имаат жолтеникаво, кафено, помаранџаста боја. Нормално калцитите кои се со помаранџаста боја или медова боја, кои не се толку атрактивни во јувелирството затоа што се многу меки. Нормално зачадените кварц, зачадениот кристал, кој доаѓа од Беровскиот регион или од Прилепските или на други места во Македонија, кои ја имаат бојата на зачаденото стакло, значи тие се продзирни, но кафено зачадено продзирни. Доаѓаме до жолтите, па не ми текнува жолт камен од Македонија јувелирски, пак некој опал може да има жолтеникава боја. Потоа доаѓаме кај зелените, нормално број 1 е македонскиот амазонит. Она второ камче кој постојано го чека својот ред на промоција, еве и ми му посветивме некоја минута, но е постојано во сенка на македонскиот рубин. Значи, таа прекрасна, како да кажеме, резеда зелена боја или нежна зелена боја. Убава зелена, нежна боја, така. Да, велат дека постојат и некакви појави на обсидијан кој би можело да има зелена боја, нешто слично како аквамаринот, но тие се уште не сме сигурни, примероците кои ни ги имаат презентирано, не сме 100% сигурни дали се природни или се некакви остатоци од индустриите. Нормално, блиску до зелената боја фреквенцијски е розевата боја, бојата на срцето, бојата на љубовта и бојата на македонскиот рубин, кој е некакво изненадување и за клиентите, за оние што се заинтересирани и од пазарот кој е надвор од Македонија. Потоа дојдовме до сините минерали. Еден од најважните сини минерали е овој дистен или кианит од Прилепскиот регион. Да не го заборавиме оној кој со многу помали димензии, кој многу личи на турмалин, а тоа е епидотот, кој е така некако турмалински зелен, со помали димензии и на крај покажани се, мислам дека постојат појави на аметист, кој е виолетов, највисоко фреквентната боја која одговара на шестата чакра, и на крај горскиот кристал или гипсените кристали од Дебарскиот, од рудникот на кај Дебар, кај реката Радика, кои се со бела, односно со продзирна боја. Значи, гипсот е многу интересен да се види кога тој е во чиста кристална форма, без оштетувања механички, тогаш најдобриот квалитет на кристали се продзирни. Ако тие ги гребнете, како шофершајбната кај автомобилите, кога е нова е продзирна, ако се гребне или кога има сообраќајна несреќа, ако се оштети, тогаш пластовите на стакло кои се продзирни се изместуваат и практично пукнатините ја рефлектираат светлината и тогаш тие стануваат повеќе или помалку бели. Така. Како тоа коралите, за коралите да поразговараме, како тоа коралите нели ги има многу ретко, многу се ретки, а сепак ги има толку многу. Да. Да, тоа беше една голема енигма која некаде почна да доминира на пазарот 10-15 години во светот. Значи, коралот беше еден од ретките минерали кои ја дава црвената боја во природата. Значи, не знам дали камерата ќе успее да го фокусира. Еве го тука, еден од првите скапоцени камења во историјата на човештвото и практично еден, еве го тука, ова е едно мало гранче на корал,
и не знам дали гледачите може да видат дека Се има гледа, да. црвена боја. Ова е многу ретко камче. Сега, тие беа толку скапи, знам во Фиренца на делот на над мостот околу преку реката Арно, некои бутици има огрлици од корали кои има или црвени или онаа најретката појава на коралот, таа така наречена ангелска кожа, пеле d'angelo, розева боја. Цените им беа 500.000 лири или евра или така, значи многу високи цени. Одеднаш почнаа да се појавува, мислам Роберто Калвали пред 10-15 години издаде една голема колекција со така големи масивни корали, огрлици кои вака попречно висеа. И тие беа некаква тенденција на највисоката мода. И бргу потоа почнаа да се појавуваат корали кои се исто така со големи димензии, но со многу пониски цени. И сега, како викам, 100 евра Како или е 100 тоа марки можно? во тоа време, зар е можно? И практично ни кажаа дека почнаа да се истражуваат природни, во номинациите пишуваше natural coral, значи Да. природен корал. Практично најдени се големи депозити на корали негде во Азија, во околу Филипините таму. Практично тие многу ефтини бели корали кои многу често од приморските продавници за сувенири се купуваат онака како бели гранчиња на корали. Тие се, бидејќи ги има во изобилство, секако не се непресушно богатство и тие биваат вапцани бидејќи се доста порозни, полирани прво, обработени да добијат сјај и вапцани со методите на боење на скапоцените камења, нешто слично како јајцата која се вапцаат за Великден. Така да тие се уште доминираат во бижутерискиот сектор, но прво може гледачите да знаат прво по цената, а второ ќе видат некое парче каде што е оштетен коралот и ако таму каде што е гребнат или оштетен или скршен, ако во внатрешноста почнува да станува посветол или бел, бидејќи кога се вапцаат камењата, бојата пенетрира само околу 1 милиметар од прилика кај коралите или помалку, тогаш тие светли зони се една индикација или внатрешната бел аспект значи како стеблото на пресекот, внатрешниот дел е бел, значи тоа е вапцан корал. Така да таа е една од најважните бои, еден од се уште поскапите јувелирски камења, го има чинам само тука во медитеранските корали се многу познати. Центар на нивната обработка е Неапол, односно Торе дел Греко, едно мало градче на малку јужно од Неапол и таму практично јувелирите кои ги имаат велат дека тоа се количества најдени од нивните татковци или дедовци уште од времето кога екстракцијата, односно нуркањето и искористувањето на коралите не било забрането како денес. Така. Деко кажавме многу работи за нашите гледачи, верувам дека им се допадна разговорот. Ако имаме уште нешто да надополниме, знам дека оваа тема е од широк спектар. Да. Ако имаме уште нешто да надополниме, слободно повели. Да, значи, да не заборавиме во една ваква емисија да спомнеме зелената боја кај малахитот. Так. Значи, еден од најкарактеристичните зелени камења, но на интензивно, непродзирно зелено, бојата на руските малахити кои биле многу важен камен во историјата, односно средниот век на царска Русија, бидејќи најважните наоѓалишта биле во уралските масиви. Малахитот кој денес најчесто се провајдира од африканските рудници во Конго, да, или Заир, бивши Заир, боја која е исто така реперна малахит зелена во средниот век. Мислам дека имам слушнато дека во времето на Леонардо и на Рафаело и на Микеланджело во средниот век кога големите мецени кои нарачувале
уметнички слики од големите мајстори. Така. Тие во договорот за изработка и во цената, тие барале да авторот, значи Леонардо, да им гарантира колкав процент на лазурит сина или на малахит зелена ќе биде вграден во таа слика. Оти можеби и тогаш веќе бивале давани одредени, не знам, субститути на тие бои. Нормално зелениот опал кој е исто така карактеристичен за оваа област, значи Јужна Србија, Косово, веројатно има некои вени во Македонија, бидејќи ние прв пат го најдовме како македонски опал, како македонски зелен опал, јаболко зелена боја, нормално полублагороден опал и оној зелен смарагд, една од најатрактивните живо зелени бои, која го дава аспектот и квалитетот на еден од 4 највредни скапоцени камења во светот, тоа е смарагдот. Значи, кој го има папата, најквалитетните примероци произлегуваат од Колумбија и на крај да не заборавиме да го споменеме и Александритот. Значи, тој многу важен елемент кога се зборува за ефектите оптички, односно за хроматските карактеристики кај скапоцените камења, значи таа биполарност, односно една од неговите најпознати карактеристики е дека под одреден тип на светлина дава една рефлексија, значи ако се види под неонско светло, не знам дали се тоа долги или куси бранови, дава неговиот прозирноста му е сина, а ако го ставиме на обична сијалица или на сончева светлина, тогаш тој дава виолетов сјај или виолетова внатрешност како кај аметистот. Затоа многу често може да се измеша со аметистот. И нормално оној метален сјај кај одредени јувелирски камења, например металниот сјај кај хематитот, кај галенитните кристали кои ги имаме во Малешев, односно во централниот дел околу Добреево пробишти, и златниот сјај кај пиритот, кој исто така железна руда, тој е железен сулфид, заради сулфурот има жолта боја, жолт сјај, кој исто така многу често бил заменуван со златото кај истражувачите, кај трагачите по златни вени во Калифорнија и го нарекувале fool's gold или златото на будалите, затоа што не можеле да направат разлика помеѓу железо и злато. Така. Дико, јас ти благодарам за денешното гостување. Кажавме многу работи, навистина. Верувам дека гледачите се задоволни. Ќе оставиме простори за следна емисија да ги информираме пак со нешто ново што не сме кажале до сега. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам и вам на поканата. Благодарам уште еднаш. А ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. Сега следува една кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад во студиото.